Новиот објект на Македонската филхармонија подготвен за утрешното отворање. Гостите ќе имаат можност да присуствуваат на ексклузивниот концерт на филхармонијата во концертната сала со модерен светски изглед и стандарди и извонредна акустика. Изградбата на објектот траеше 7 години, а увид во новите простории денеска изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој раководството доби и благодарница за неговиот придонес во изградбата. Ниту една филхармонија во регионот нема концертна сала. Објектот веќе има добиено и меѓународна награда за најдобро идејно решение. Баш ми е драго што се направи овој објект и на почетокот на многу не им се веруваше. Но се направи е капитален објект и за Скопје и за Македонија. И за Македонија. Јас кажувам дека ова е цивилизацијска придобивка за нашата држава. Навистина, историски момент. Значи, еден од најубавите мигови за македонската музичка култура е токму отварањето на оваа нова концертна сала. И не можам да ви опишам колку се музичарите возбудени и каква е радоста кај луѓето. Среќата е меѓу музичарите, среќата тоа е најбитно. Тоа е што зрачи. Зрачи, се гледа. Мислам дека тоа е основната појдовна точка. Да. Што веруваме дека ќе се рефлектира и на публиката и во другите сфери во живењето денешно наше. Привршува и изградбата на објектот од 20.000 квадрати, во кој што ќе се сместа 10 државни институции, како и Факултетот за драмски уметности. Инвестицијата е вредна 20 милиони евра. Управа за финансиска полиција. Добро, финансиска полиција. Комисија за односи со верски заедници. Добро. Агенција за администрација. Агенција за туризам. Фондот за иновации и технолошки развој. Одлично, и за фондот ќе се најде негов простор. Агенција за планирање на просторот. Државен завод за индустријска собственост, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, Биро за регионален развој и Агенција за цивилно воздушно планување. 10. Одлично, одлично. И Факултет за драмски уметности во вториот дел на земјата 11. Доста комотен простори. Груевски информираше дека се склучени договорите за изградба на 2 студентски домови, медицинари студентскиот дом во склоп на Тетовскиот универзитет. За неколку недели ќе почне изградбата. За третиот студентски во општина Карпош избран е идеен проект. Тој се надева дека СДСМ и новото мнозинство нема да ги прекинат овие капитални проекти од големо значење за студентите.